Со доаѓањето на секоја нова влада и стравот дека проектот изградба на брана на река Отиња ќе биде напуштен. Децениското искуство Штипјани ги направи песимисти. Економската криза во моментот, состојбата со коронавирусот, но и други непредвидливи фактори, повторно ги плаши Штипјани дека проектот ќе остане само на хартија. Но носителите на актуелната власт уверуваат во спротивното. Нивниот вокабулар ги прецизира повторните и повторни вербални изјави за планираниот старт со изградба, за тековните административни активности, за дефинитивното финансиско одобрување на милионските владини средства. Штипјани во шега велат, повторувањето е мајка на знаењето и подобро би било да се фатат за лопата, колку да не ја заборавиме сликата од предходните носители на власт на локалното и државно ниво. Но денеска е огледалото. Сегашните носители на власт уште еднаш напоменаа дека се многу поразлични од нивните противници и дека ќе биде се изработено навреме и ефективно. Горд сум што токму власта, предводена од СДСМ, ја реализира изградбата на брана на река Отиња. Ова е проект чија реализација Штипјани со децении ја очекуваат. Но не секогаш политичките структури кои го воделе градот имале подготвеност, визија и стратегија за да го реализираат истото. За среќа, денес водството во Штип е во умешни, вредни и честни раци. Честните и визионерски политики на СДСМ се реализираат со голем степен на успешност. Брана на река Отиња е проект чија што вредност изнесува 7,5 милиони евра. Тоа се средства кои правилно и честно ги инвестираме во насока на остварување на повеќе деценискиот сон на многу наши сограѓани. Рековме не за лажниот барок, не за спомениците и за непродуктивните трошења. Работиме честно и во интерес на граѓаните. Инаку за подсетување, во втората фаза, откако ќе почне експроприацијата на одделни имоти, според сегашните проценки има многу мал дел на бесправно изградени објекти. Она што ќе биде зафатено во водното огледало е потопено со вода. Бесправните објекти се јавуваат повеќе во заштитната зона на браната, зоната која што е на страна на Суитлакот и заштитена од другата страна кај Калдрмата и Кошево Шашаварлија, а таму нема многу објекти, убедуваат надлежните. Надежта за браната постои. Според техничката документација, браната на реката Отиња ќе зафаќа 120 хектари, а во него, во водното огледало и заштитните зони, ќе биде во минимум од 50 метри.